Додека течат партиските преговори во кои обвинети одлучуваат како треба да изгледа новиот закон за јавното обвинителство, случаите на СЈО застаруваат. Обвинетите еден по еден или се спасени или бегаат од земјата, затоа што очите на системот наместо кон нив насочени се кон партиски пазари. А во меѓувреме поглавието 23 останува клучно на патот кон Европската унија. Агенда 35 во оваа емисија го анализира токму него, со анализа за тоа каква е состојбата со владењето на правото во земјата. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате докаде се реформите во правосудството. Најголеми предизвици остануваат неказнивоста и новиот закон за јавно обвинителство. Владењето на правото клучно и за инвеститорите. Очекуваат поголем напредок во овој сегмент за да се подобри бизнис климата. Интервју со еврокомесарката за правда Вера Јурова за правната држава, истрагите и законот за јавно обвинителство. Останете со нас. Реформата во правосудството ги следи препораките на Венецијанската комисија и тоа е препознаено и од Европската комисија и од Европскиот совет, кои потврдуваат дека на законодавно ниво земја во одлично си ја завршила домашната задача, вели министерката за правда Рената Десковска. Преговорите помеѓу власта и опозицијата за еден од најважните закони, законот за јавното обвинителство, официјално не се напуштени, но се поизвестно е дека нема да се оди со менување на законот, појаснува министерката. Овој закон за дел од земјите членки на Европската унија се уште еден од клучните со кои земјава треба да гарантира владење на правото. Онаш каде што реално не можевме да постигнеме согласност е законот за јавно обвинителство, но на сите им е веќе јасно дека подобро е да се задржи постојниот закон за јавно обвинителство, отколку да се носи закон кој што ќе содржи полоши решенија, имајќи во предвид дека веќе е обезбеден континуитетот на предметите кои што ги водеше специјалното јавно обвинителство. Ние не сме ги затвориле преговорите, но јасно го кажавме ставот дека доколку не се постигне согласност за квалитетни решенија, нема да одиме на носење на закон по секоја цена. Значи, само штиклирање дека е завршена обврска не е доволно, заради тоа што треба да обезбедиме одржливи решенија во сферата на јавното обвинителство, кои што ќе можат ефикасно да се борат со криминалот, а доколку такво нешто не биде постигнато како договор, законот нема да се донесе. Случајот Рекет, во кој опфатена поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева, беше тест за обвинителството и неговата независност, што не значи дека во иднина нема да има потреба од измени во законот, додава Десковска. Но за професионално работење и на обвинителите и на судиите не е потребно само менување на законите. Потребно е и тие самите да почнат да го креваат гласот, кога некој од нивните редови не си ја врши работата, смета министерката. Сепак, процесот на ветинг на судиите е неизбежен, додава таа. Веќе ние имаме искуства од соседните земји, но и од други земји како се спроведува ветинг, со тоа што проверката на судиите се врши од страна на независно тело, формирано и составено од домашни, но и од странски представници кои што ќе вршат таа проверка на судиите, и сме свесни дека во другите земји често пати и самите судии не се подложуваа на ветинг, туку самите се повлекуваа, свесни дека од ветингот нема да можат да продолжат да излезат со продолжување на вршење на својата функција, така што некогаш и самата присутност на ветингот ги обесхрабруваше оние кои што се судии, кои што не заслужуваат да вршат функцијата, да се откажат од самиот процес на ветинг. Опозицијата пак чека иницијатива од Министерството за правда за повторно разгледување на законот, иако според нив, во моментов, најдобро би било предлогот на владата да биде испратен на мислење до Венецијанската комисија. За другите закони од стратегијата за реформи во правосудството, опозицијата смета дека се усогласени со европските, но недостасува нивна примена. Добро е да има построги критериуми, посебно во делот на одговорноста на секој обвинител и тие што се посебно на повисоки функции. Го предлагавме американскиот модел, обвинителот освен со својот интегритет и морал да одговара и со својот личен имот, но тоа не беше прифатено. По однос на Венецијанската комисија, предлогот го дадовме уште во март оваа година. Министерката за правда кажа дека не можеме да одиме до Венецијанската комисија, затоа што тогаш незиното предпоставување беше дека законот треба да се донесе во јуни или јули, но поминаа јуни, јули, септември, октомври, ноември, до сега веќе ќе го имавме мислењето на комисијата и нема да мораше да се надмудруваме
кои стандарди се правилни, кои се европски, а кои се повеќе партиски наклонети. Ти имавме независно експертско тело кое што ќе одлучеше што навистина е квалитетен закон за јавно обвинителство. Ветингот, вели Милошовски, е задоцнет. По однос на самиот ветинг, сметам дека на Министерството за правда ова му е и на целата влада генерално закаснета идеја. Господинот Заев го најавуваше ова уште 2015 година дека ќе прави реизбор на судиите, но откако го стави под контрола Апелациониот суд, Врховниот суд, основните судови, Републичкиот судски совет, гледаме дека не сакаше, немаше желба да оди со таквата иницијатива, правдајќи се дека Европската унија тоа не го дозволува, сега повторно го најавува, но мислам дека ветувањата веќе немаат кредибилитет, треба повеќе да се действува, помалку да се ветува. И според Натали Петровска од коалицијата Сите за правично судење, земјава одговорила на барањата на Европската комисија за подобрување на законодавството, но не чека долг пат на спроведување на законите, но и на нивно понатамошно подобрување. За разлика од министерката, според Петровска, неопходен е нов закон за јавното обвинителство, со кој ќе се унапреди начинот на работењето на обвинителствата. Преговорите и начинот на кој што во овој момент се постапи со предметите кои што ги застапуваше специјалното јавно обвинителство не би требало да бидат пречка за подобрување, повторно и унапредување на законскиот текст на законот за јавно обвинителство. Тој имено беше и дел од оној голем обем на закони реформски кои што требаше да бидат опфатени со реформските процеси, така што неопходно е без оглед што се распределени тие предмети, не се во овој момент во некоја критична состојба, фаза на опасност за нивно одлагање, за нивно, да речеме, изолирање во судските лавиринти, меѓутоа неопходно е донесување на овој закон за подобрување на начинот на функционирање на институцијата. Сепак е тој закон кој што го регулира и оперативното работење на јавните обвинителства во државава. Довербата на граѓаните во целиот правосуден систем не може да се гради само врз основа на еден случај на висока корупција, како рекет вели Петровска. Неопходна е промена на политиката на неказнување, потенцира таа. Досегашната политика на неказнување би требало постепено, меѓутоа што поскоро да се напушта како начин на постапување. Значи со тоа би се дало пример на граѓаните дека има некои одредени поместувања во рамки на постапувањето на судиите и обвинителите. Со тоа автоматски би се придонело кон зголемување на довербата на граѓаните во институциите, така што неопходно е, како што кажав, оваа политика да се напушта. Факт е дека е пристапено кон реформирање на регулативата во делот на оценувањето на судиите, смета Петровска, но не и во поглед на ветинг на судиите, процес кој е неопходен на земјава. Ветингот како процес очигледно за нашето подрачје се покажа дека, односно се покажува дека е неопходен, бидејќи немаме никакви поместувања во судовите и обвинителствата во изминативе повеќе од 10 години. Затоа сметам дека е неопходен. Истите лица кои што судеа и пред 10 години, за кои што во меѓународните извештаи кои ние ги добивавме, имавме категоризација дека имаме заробено судство покрај заробена држава, повторно судат. Така што единствено со промени во тој дел, со ветинг или оценување на истите, или избирање на некој соодветен модел што би бил апликативен за нашиот контекст, сметам дека би била направена целосна и квалитетна реформа во правосудството. Според Десковска, реформите во правосудството се исполнуваат и тие воопшто не биле основа за одлуката земјава да не добие датум за почеток на преговорите со ЕУ. Ова Десковска го потенцирала и пред новата еврокомесарка за правда, потрошувачи и родова еднаквост, а и пред колегите од земјите од Западен Балкан во рамките на министерскиот состанок кој се одржа во Скопје. Владеењето на правото е еден од клучните елементи за водење бизнис. За бизнисмените тоа подразбира предвидливост и почитување на законите, интелектуална и имотна заштита, независно судство и борба против корупцијата. Владеењето на правото е клучен фактор што го следат и меѓународните организации кои што ја оценуваат бизнис климата во земјата, но за жал, повеќето од нив токму тоа го посочуваат како една од најголемите слабости. Херитич фондацијата, која што секоја година го објавува индексот на економски слободи, во својот последен извештај од годинува пишува дека, иако има правна основа за подвижна, интелектуална и заштита на недвижен имот, извршувањето е несоодветно. Севкупно, напорите за спроведување на законот се слаби и насочени често кон критичарите на владата, подкопувајќи ја довербата на јавноста во подготвеноста да се гонат корумпирани функционери.
Владата воведе некои антикорупцијски мерки, но политичкото мешање, непотизам, пролонгирани процеси и корупцијата се широко распространети. Дека има слаб напредок во воспоставувањето на правна држава оценуваат и бизнисмените. Председателот на Советот на странски инвеститори во земјава, Штефан Петер, вели дека постои голем простор за подобрување на бизнис климата, особено во овој сегмент. It is a fact that in the past months especially, but in the years, there was not really positive trust into this sector. There's also an index on that with the World Justice Project, where you can read that Macedonia is, I think, on the 50-something place out of 226 countries. That's not that bad, but you want to be on the top 10 places, of course. So I would say there is room for improvement. Actually, this is also what we as the Foreign Investors Council do. We try to improve the system. We issue every second year our white book, so-called white book, where on 120 pages we make recommendations about how to improve or how to make laws more transparent and clarify. So it is not that we say that we don't want to have this or that regulation or that law. No, of course not. That would not be an improvement. That would be just critics. We recommend with a clear voice where an improvement is needed and where clarification is needed. Mostly it's a clarification. We all want to comply with the law, but therefore we need to understand. На прашањето колку странските инвеститори се задоволни од реформите во правосудството, Петер вели: As a businessman, I always say I'm never satisfied because satisfaction leads to laziness and you should not get lazy. Yeah? So by that, I'm never completely satisfied. Yeah? I think the juridical system is also not satisfied because they are lacking this kind of money, which I said earlier, and by that they cannot pace up, cannot speed up the way they want. It is a process. North Macedonia is a young country and has to establish their administrative system properly, but we do have these problems in all countries about Europe. Now, a good recommendation is, of course, since we are in the process of accessing the European Union, to follow most of these guidelines, but not to be too much stricter than necessary. These guidelines give a certain framework. They don't get into the laws too deeply, but it is a good advice always to be there closely, not to be stricter, because we don't need stricter laws than the European Union has. Петер вели дека владењето на правото во бизнис секторот е исто толку важно како и за граѓаните, бидејќи и кај едните и кај другите воспоставува ред на функционирање. За тоа колку бизнисот страда во спротивно, тој илустрира со пример на човек кој што сака да игра шах, да победи, но без да ги знае правилата. Now, chess is a very difficult play. Let's pretend you have never done this before and you want to play chess without ever playing it before and without knowing the rules. It is very likely that you will fail, you will get penalized, you will lose the game, and you will be very frustrated. Especially because you cannot anticipate just by watching how it works. Like the queen goes in every direction. The rook, the tower goes only straight. Yeah? The knight on the horse makes crazy moves. So this is an analog example about doing business without the rule of law. If you don't understand the rule of law of doing business, you will fail, and this frustrates you. The biggest difference is that with the chess game, the rules are set up for 1,000 years and have not changed. Now, with the rules and regulations and with the law in business sector, they are literally changing every day. And you need to catch up, otherwise you don't comply with the law. But you do want to comply with the law because not complying with the law is first expensive and you lose your credibility. You don't want to do that. А за тоа колку често се менуваат законите и како тоа влијае врз бизнис секторот, председателот на Советот на странски инвеститори Штефан Петер има една препорака. If I can take one sentence, I would ask for more dialogue. Please don't do laws in your cabinets, do it in the dialogue with the business sector. Then it is also secured that we as the business can follow.
Една од причините за слабиот напредок на владењето на правото што со години го нотира и Европската комисија во своите извештаи, може да се лоцира и во недоволниот буџет што ќе осигури независност на судската власт. Во буџетот за следната година за судската власт се предвидени вкупно 35 милиони евра, но тоа сепак е само половина од потребното. За поголема независност на судовите, тие треба да добиваат по 0,8% од бруто домашниот производ, а тоа е еднакво на вкупно 80 милиони евра. Освен тоа што буџетот за судската власт е подзаконски утврдениот минимум, споредбата со европските земји исто така покажува дека земјава троши помалку од останатите. Од даноците што ги плаќаат македонците, секој од нас одвојува само по 17 евра за функционирањето на судската власт, додека пак европскиот просек изнесува 98 евра по жител. Најблиску до нас е Бугарија со 42 евра по жител, во Хрватска се одвојуваат по 50 евра по жител, додека во Словенија овој износ достигнува до 96 евра по жител. So, Ms. Jourova, welcome. Thank you very much for being a part of our program. Thank you for your interest. Thank you. Can you tell us about the main messages which were sent on this forum? I came here in a moment which is, I think, the right one to say to North Macedonia that the European Commission, who I represent here, regrets the result of the summit of the Council, European Council, which stopped or which kind of hindered the process of accession of North Macedonia, because we are convinced that the countries of Western Balkans are and belong to the EU. So it was my main message, which I also repeated this morning to the Prime Minister and yesterday to the Minister of Justice and Minister of Foreign Affairs. The second thing and message I came with was that this problem should not discourage North Macedonia for continuing the reforms of judiciary and prosecution, because, as also Prime Minister confirmed to me this morning, North Macedonia is working on these reforms for the sake of own people, of North Macedonians, not only because the EU is recommending to do these reforms. These are very demanding tasks. The reform of judiciary system is demanding also for the EU member states, and I deal with these matters now for 5 years, so the Commission is recommending a lot of things to the member states, and it's not always easy to implement the recommendations, because we need to have a judiciary system which will work independently, impartially, which will have full trust of the citizens. And we need prosecution which will be efficient in prosecuting crime. Of course. But you also came here in a very interesting moment when the main topic here is the new law of public prosecution, and the negotiation about it took a long. So the cases of SPO expired, and people are really disappointed about that. Can you maybe send some messages to the political parties which are part of this negotiating process? Well, we expect that North Macedonia to, first of all, continue the cases and to continue the investigation of the cases, because there must not be any kind of amnesty or pardoning of the crime, which is, I think, something which also the citizens here expect, that the state will continue investigations. New polls, actually, I'm sorry, new polls shows that actually for the first time in history, people show more eager for justice than for economy. So they're more interested in this area. This is extremely good news that the people care, because where the people do not care, this system of judicial and prosecution can be an easy target for some pressures. So, but coming back to the situation here, I came with the message that we would like North Macedonia to have a very good law on public prosecution, and to have very good system working in the interest of the citizens. So it means when somebody commits a crime, he or she must be punished, penalized. If we put aside this aspect, in which areas in general do you think that our government has the biggest problem in implementation of laws?
I think implementation of the reform is a difficult task everywhere, not only in North Macedonia. And I heard from the Minister of Justice what are the steps to be taken to be better in implementation and well-functioning institutions. So, of course, it's a permanent work to guarantee the implementation of the laws, because we speak about a good law for prosecution, good law for anti-corruption actions, but it must be done in practice. So this is a permanent task. Speaking about anti-corruption, I recognize the success and the progress in fight against corruption, because what I see how the anti-corruption committee is working, they are handling, if I have good information, 500 cases, some of them high-profile people. I think that this is a good way forward, and the people of North Macedonia see that it is an important thing for them, for everyday life, that they not only need economic prosperity, and North Macedonia is developing very well economically, but also to have the well-functioning institutions in judiciary and prosecution. It's a precondition of economic prosperity as well, and I'm glad that you say that the people are more interested in it. Yes, they are. You mentioned that this is the problem not only of these weak democracies or countries who are already negotiating with the EU, but also implementing of the laws and rule of law is problem in the EU. Yes. So you were in this position. Can you tell us more about the problems inside the European Union in this area? We have some worrying signals that the rule of law is not fully recognized as the stable principle which has to be upheld under any circumstances. When I came to the Commission in 2014, it didn't seem to be a problem. And then we saw the reform ongoing in Poland, which was the start of our biggest concerns, that the judiciary in Poland wouldn't have to be any more independent, and it might fall under the political pressure. We also see issues in Hungary, where we started some special procedure and dialogue with Hungary to understand better what's happening in the country and to show clearly that the EU stands for the rule of law as a principle. We have to do much more in this sphere, not only in Poland and Hungary, but in all the member states, because it's obvious that the rule of law as a very demanding principle is not automatic. It's not forever. We have to work for it. And what it means, for me, the rule of law principle is especially the imperative and the rule that nobody is above the law. There is no emperor who will say, I am the law. The law has to be a system respected by everybody, and the system must be very stable, very reliable, also trusted by the people. And we need to have the strong referee in our society. I sometimes make a comparison with football match, that if there is no referee and your team plays up the hill, it's not a good thing, it's not a good situation. So we will try to heal the problems in the EU by announcing or publishing an annual report on reflecting the situation in the rule of law in all the member states, because there was some criticism that we are only focusing on some states. So we will do the assessment of all the states, and we will focus on independence of judiciary system. We will focus on independence of media and freedom of speech. Which is very important as well. These things are very much connected. Yes. And the third parameter we will look at will be how the countries fight against corruption. And we will publish the first assessment of all the member states next year, sometimes in the second half of the year, to see better what is the situation in all states, where are some worrying signals, where should be done some proactive preventive measure,
And everything we do in the EU, in concrete member states, must be done in a very good dialogue with those member states. Because I represent the Commission. The Commission is not a police or judge. We are partners for the member states, and the rule of law principle is in the treaty. It's one of the biggest principles in the treaty, so we have to work on it together. So in conclusion, can we say that actually the rule of law is the key? Because especially in the negotiation process, because maybe the biggest transformation of the countries should be in this area. Having in mind also that actually the chapter 23 is the first one usually to be started, the negotiations, and the last one in the end. I will give you a diplomatic answer. Okay. all the chapters are important, but the chapter concerning the rule of law touches the basic principle which we have to guarantee in all the member states. Because this equality in front of the law, stability of the institutions, which must guarantee that justice will be delivered to the citizens, these are the core things. And I am ready to cooperate with North Macedonia also in the next mandate, because I am continuing the Commission. Yes, in a different position. Doing similar But also things. connected, actually. Yes, It's very yes, connected. Yes. Thank you very much for the interview. Thank you very much. Европската Унија ќе инвестира преку 3 милиарди евра во младите европјани за да студираат или да одат на обука во странство во 2020 година, што представува зголемување за 12% во однос на 2019 година. Ова го покажува повикот за поднесување предлози за ЕУ програмата за мобилност и меѓунационална соработка во областа на образование, обука, млади и спорт, Erasmus Plus за 2020 година. Било кое јавно или приватно тело активно на полето на образование, обука, млади и спорт може да аплицира за финансирање по најновиот повик за поднесување предлози. Дополнително, групи на млади кои се активни во работа со млади, но кои не се формално основани како младински организации, може исто така да аплицираат. Како дел од повикот за поднесување предлози за 2020 година, Европската комисија ја започнува и втората пилот иницијатива Европски универзитети. Целта на оваа иницијатива е да ги собере заедно новите генерации на креативни европјани кои можат да соработуваат на различни јазици, преку границите и во рамки на различни дисциплини, за да во Европа се олесни справувањето со општествените предизвици и недостатокот на вештини. Европскиот парламент ги одобри правилата кои појаснуваат какви мерки против ДДВ измами треба да спроведат големите интернет трговци, односно како да придонесат во затворањето на дупките што ја попречуваат наплатата на ДДВ. Правилата се дополнување на ЕУ директивата за ДДВ при е-трговија, која беше одобрена во 2017 година, а ќе стапи на сила во 2021 година. Новите правила покрај другото точно определуваат каков тип на записи од продажба платформите за е-трговија треба да чуваат, за да им помогнат на локалните авторитети при пресметка на обврските за ДДВ. Потоа кога платформата се смета дека учествувала во продажба и поради тоа е одговорна за обезбедување наплата на ДДВ, како и која држава е административно одговорна за продажбата и согласно тоа и за наплата на ДДВ. Новите мерки се добар пример на правила кои се во согласно со дигиталната ера и од кои особено ќе имаат корис малите претпријатија кои имаат за цел водење бизнис во Европската Унија. Мнозинството од интернет корисници во Европската Унија користеле интернет за активности поврзани со култура, како читање весници, слушање музика, гледање видеа или играње игри, покажуваат податоците на Евростат. Во 2018 година во ЕУ 72% од граѓаните на возраст од 16 до 74 години во последните 3 месеци користеле интернет за да гледаат видеа онлайн и 72% читале весници онлайн. Уделот е нешто понизок за слушање музика онлайн 56% и играње игри онлайн 33%. 91% од оние кои користеле интернет во последните 3 месеци во Чешка и Хрватска читале весници онлайн, а видеа онлайн гледале дури 90% од интернет корисниците во Холандија и Финска. Што се однесува до слушањето музика преку веб радио или услугите за стриминг музика, повеќе од 70% од корисниците на интернет во Финска, Шведска и Грција ги користеле овие услуги. Кога се работи за користење на интернет за играње и преземање игри, релативно големо е учеството на интернет корисници во Холандија и тоа 47%, а во Данска и Белгија по 43%.
Уличното осветлување представува дури 40% од енергетскиот буџет на Копенхаген. Осветлувањето е важно за безбедноста на граѓаните, подобрување на мобилноста, како и естетиката на градот. Па затоа градот заедно со една иновативна компанија спроведе проект за поврзување на 20.000 улични светилки во паметна комуникацијска мрежа, со што се овозможи далечинска контрола на светилките. Намалувањето на трошоците и тоа со замена на старите улични светилки со многу ефикасни LED светилки, кои значајно ја намалуваат потрошувачката енергија. Потоа подобрувањето на безбедноста во градот со обезбедување високо квалитетно осветлување на јавните простори и намалувањето на емисијата на јаглерод се целите по кои се водел проект. Имено со проектот обновени се 20.000 улични светилки, голем број на столбови и контролни кутии за улично осветлување, а поставена е и паметна комуникацијска мрежа за да може уличните светилки да се поврзат. Со специјалната софтверска алатка за управување и далечинска контрола се контролираат сите улични светилки и контролни кутии. Во реално време далечински се следи дали светилките функционираат и во случај на дефект веднаш се реагира. Системот за улично осветлување е подобар и постабилен, со можност за подесување на нивото на осветлување според реони, сообраќајот и идентификуваните потреби. Новата паметна мрежа за улично осветлување нуди многу можности за поврзување на нови услуги во иднина, како на пример видеокамери за заштита, сензори за бучава и квалитет на воздух, со што дополнително би се зголемила безбедноста и квалитетот на живот во Копенхаген. Покрај другото, проектот придонесува во намалувањето на емисијата на јаглерод диоксид за повеќе од 3000 тони секоја година, што е во согласно со целите на градот, да стане јаглерод неутрален до 2025 година. Следната емисија се гледаме со анализа на ново поглавје од процесот на преговори. Останете со нас и следете не тука или на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили на социјалните мрежи. Се гледаме.